Поштовани, ние продолжуваме со Студио 1 и одиме со првата тема предвидена за денеска. Со нас во студиото во таа прилика е колегата Зоран Ќука, новинар и уредник во Радио Слободна Европа, сервисот на македонски јазик, кој што беше дел од екипата која што беше вратена при вчерашниот обид да влезе во Грција за да ги проследи протестите кои што таму се одвиваа. Господин Ќука, првин добре дојдовте во студиото. Ви благодарам. И ако може да ни образложите што точно се случи и кое беше образложението поради кое вашата екипа беше вратена? Па ние влеговме во Грција вчера да извршиме нормална новинарска задача заедно со колегите Владимир Калински и Горан Стефановиќ. Се упативме кон Пела, бидејќи според нашите информации таму требаше да биде централната манифестација на протестите на Комитетот за заштита на грчкиот карактер на Македонија. И бидејќи знаеме при такви прилики и нашето Министерство за надворешни работи упати предупредување да се избегнуваат за граѓаните, не за новинарите, таквите места, ние се договоривме со грчки колеги да не чекаат на 10 на километри пред Пела. Значи, нашето возило го оставивме таму со скопски регистрации и влеговме во грчко возило. Стигнавме во Пела, на самиот влез имаше 2 или 3 полициски возила и кога ние веќе влеговме, тие започна да возат кон нас и сигнализираа да застанеме. Возачот ги покажа документите, колега, грчки фоторепортер, ги покажа документите, го праша кого возиш, ги проверија пасошите, разговараа со него, нашиот камерман Горан Стефановиќ го извадија надвор да проверат, бидејќи опремата беше во багажникот позади, да проверат што носи, како носи. И на грчки јазик на колегата му кажа дека треба да се вратиме веднаш назад, бидејќи, како што тој ни објасни, не било безбедно за нас и бидејќи нашето Министерство за надворешни работи упатило такво предупредување. Сега, тоа беше на фактографски како се одвиеше целата состојба. Вие не бевте вратени од граница, туку Не. бевте еден начин избркани од Грција, ако може така да се нарече. Па не знам, не би го нарекол бркање од Грција, него едноставно не беше дозволено да извршиме новинарската задача во Пела. Значи, они не рекоа одете си од Грција или Само да не бидете во градовите каде што се протестира. во местото Пела. Да, каде што беше најинтересно од новинарски аспект. Така, МНР го испрати тоа соопштение и пишуваше дека се предупредуваат македонските граѓани. Кога тргнавте вие на пат, дали воопшто предпоставивте дека и вие како македонски граѓанин, освен што сте новинар, би можеле да наидете на ваква непријатност, да наречеме? Па секако дека предпоставивме меѓутоа наша работа е да се обидеме да влеземе и да известуваме од настанот. Значи, тоа беше настан со голем интерес и за нашата публика во Македонија, интересно за граѓаните на Македонија, така да ние немавме двумење дека треба да се обидеме да влеземе и да известуваме од настанот. Така, токму поради тоа што настанот е интересен и за македонската јавност, дали во прашавте како може македонските медиуми, имаше ли некоја посебна дозвола која што вие можеби требаше да ја добиете за да можете да известувате? Не, ние бидејќи ги почитуваме правилата и носевме опрема, камера, знаете тие работи дека чинат пари, ги пријавивме уредно прво на нашата гранична контрола, а потоа кога влеговме и на грчката. Знаеа практично дека идете за... Знаеа, да, бидејќи едноставно постојат тие документи кои треба да се удри печат дека се внесува опрема за кога ќе изнесувате надвор, а евентуално ако ви побараат да имате да покажете дека сте. Што е пракса при патување на новинарски екипи? Пракса е секаде, така и у Грција, и ние така постапивме, така да сега можеме ние да навлеземе во теорија на заговор, па дека некој не маркирал како што помислувавме, уште на самата граница, па потоа дека не виделе и дека затоа не запреле токму нас, бидејќи ние се обидовме да влеземе во Пела со автомобил со грчки регистрации. Да, при тоа македонското возило, токму поради тоа што предпоставам не сте сакале да биде еден вид провокација, сте го оставиле. Да, го оставивме од безбедностни причини, едноставно некој да не му наштети на возилото. Де факто бевте спречени во извршување на работната задача. На новинарската задача. Дали ова планирате да го да речеме вокализирате до Сдруженијето на новинари на Македонија, до... Па не знам, искрено не сум размислувал, бидејќи сето тоа се случи синоќа, досега се вративме, не сум размислувал во таа насока, бидејќи што се однесува сакам еден друг момент да истакнам, грчките колеги се солидаризираа со нас на некој начин. Пред малку ми пратија, покрај тоа што јавија дописниците за Associated Press и некои други медиуми,
за странските медиуми од Грција, за случајот кој нам ни се случи, денеска пишуваат и грчките медиуми за тоа. Значи, они многу честно, од нивен аспект, од колегијална инспекција, завршија работата. Полицијата секогаш може да најде оправдување за да не пушти. Ја ги читав коментарите вчера по социјалните мрежи, например, откако се објави веста дека сме спречени да известуваме од настанот во Пела, некои велеа, па добро направиле, ви го спасиле животот. Меѓутоа, ако така размислуваме, никаде нема никогаш да стигнеме. Така, но вие како уредник заминавте од редакцијата и заминавте на терен. Дали тоа беше поради загриженост да пратите некој од вашата екипа, па таа одговорност од евентуални непријатности ја преземавте на себе или? Јас сум пред се новинар, а потоа е уредник. Значи, сакам да работам како новинар и максимално колку ми дозволува времето тоа го користам, посебно кога има такви настани каде што сепак е малце поинаку него пресконференција, да речем. Така, но ми беше прашањето во насока дали вие чувствувате некаква грижа за безбедноста на вашите колеги, па токму поради тоа заминавте? Нормално, да. И исто кога има протести во Скопје, без разлика кој ги прави, гледам да сум секогаш таму со новинарите. По што се разликува овие протести, бидејќи не се први протести ниту во Грција, ниту во Македонија, по што се разликува освен по бројот на градови во кои што се протестираше? Па овие според тоа грчко здружение што ги организираше се непартиски. Овие официјално не беа поддржани од грчката црква. Ако се цени од политички аспект, нити пак од владата или дури од Нова демократија, официјално зборувам. Неофицијално, не знам. Меѓутоа, тие се сепак така организирани на тоа локално ниво, што носеа со автобуси луѓе, значи некој тоа го платил. Имало по повеќе места црковни великодостојници кои се приклучили на тие протести, како што се јавува, бидејќи јас немав прилика со своји очи тоа да го видам. Друга работа, например, ако се во Солун или во Атина, тие протести, знаете кај се, таму е многу потешко да се контролира, сега зборувам од новинарски аспект, нашата задача, таму веројатно ќе влезевме без проблем. Меѓутоа, бидејќи беа помали места, каде што некаде се собрале 1000 луѓе, некаде 3000 имало, можеби највеќе во Пела, да речеме, тука имаше можност за полицијата многу на еден пристоен начин сето тоа да го контролира кој влегува, кој излегува. И можеби држат и тезите дека они се обиделе, бидејќи слушнав дека не само нашата екипа, и уште некоја екипа од Македонија била спречена, да не дојде до инцидент. Бидејќи ние бевме предупредени од нашите грчки колеги кога влегуваме таму да не се кажуваме дека сме од Македонија, да внимаваме како збориме, веќе некои луѓе можеби го разбираат нашиот јазик, да не нападнат, дека организаторот се бар во тој дел дека се крајна десница и дека едноставно не се толерантни воопшто. Се согласувате ли со тие коментари кои што ги спомнавте на социјалните мрежи, дека можеби во ред не ви бил спасен животот, меѓутоа сте избегнале можеби евентуална непријатност? И дали доколку тоа не дај Боже се случеше, можеше да се ескалира па и на поголемо, да речеме, да се искористи во дипломатските препукувања и слично? Па веројатно е тоа така. Да, ако се случеше инцидент, тоа ќе беше голема вест, меѓутоа пак ќе кажам, ако така почнеме да размислуваме како новинари, тоаш никаде не треба да одиме. Мислам, наша работа не е да ги штитиме државите или политиките на одредени владеачки гарнитури или опозиции во одредени земји. Наше е каде што има настан, нешто од интерес на јавноста, да отидеме. Тоа да го покриеме. Интересот на јавноста. Да, тоа да го покриеме. Сега точно дека професијата си носи ризици, меѓутоа не е само нашата професија ризична, и оние пилотите на небо и полицајците на земја, и тие се доста ризични професии како и нашата. Така, пред да продолжиме со разговорот, тука би го повикал прилогот од протестите во Грција, кој што да погледнеме за што всушност стануваше збор, бидејќи се протестираше во неколку градови, па се враќаме назад во студиото со разговор. Со пораката Македонија е грчка, илјадници грчки граѓани синоќа протестираа за одбрана на името и како што тврдат грчкиот карактер на Македонија. Демонстрантите се и против евентуален компромис за името меѓу Скопје и Атина, во кој ќе биде содржан зборот Македонија.
На плоштадот во градот Пела до споменикот на Александар Велики беше одржан централниот собир, но и во други 23 градови, каде на присутните им се обратија представници на организаторите, но и свештени лица што го поддржаа протестот. Повеќето демонстранти велат дека никогаш нема да прифатат соседната земја да го користи името Македонија. Има само една Македонија, а таа е Грчка. Ние нема да му ја дадеме никому. Македонија е натопена со крв на грчки борци. Чувствувам како да ја земаат Македонија од нас, тие не смеат тоа да го направат, беа дел од изјавите на луѓето собрани на протестите. Меѓу другите имаше и парола на која пишуваше: "Заев треба да си роден македонец, ти не можеш да бидеш тоа." Како што објавија дел од медиумите, меѓу граѓаните на протестите во Пела биле и лидерот на грчката партија Сојуз на централисти Василис Левендис и префектот на областа Централна Македонија Апостолос Дзизикостас. Ги повекуваме соседите кои не ја познаваат историјата да дојдат, да ги посетат нашите музеи и археолошки наоѓалишта и да видат дали Македонија е Грчка, пак порача пред на собраниот народ градоначалникот на Чалкидона Јоанис Цукнидас. Демонстрациите низ цела Грција беа во мирна атмосфера, освен на островот Крит, каде што се случил мал инцидент меѓу група анархисти и полицијата, при што бил повреден еден полицаец. Според локалните медиуми од островот, за време на собирот во градот Хања на Крит, на плоштадот се појавила група анархисти со плакат со антифашистички пораки, извикувајќи слогани против протестот. Малку не достигало да се случи инцидент, а по интервенцијата на полицијата со употреба на солзавец, анархистичката група се повлекла, а протестот продолжил. Претходно и Македонското министерство за надворешни работи ги предупреди граѓаните на Македонија да бидат предпазливи во врска со протестите поради опасност од ескалација. Заради потенцијалната можност од ескалација на протестите, се предупредуваат граѓаните да ги избегнуваат местата на нивно одржување, како и од секакви реакции кои би имале негативни последици по нивната безбедност, реагираа од Министерството за надворешни работи. По оценките во грчките медиуми дека вчерашните протести во Грција за зачувување на грчкиот карактер на Македонија биле успешни, најавен е и уште еден голем митинг во Атина за 8 јули. Така, ние сме назад во студиото, го погледнавме прилогот со протестите кои што се случија во Грција, од кои што вие практично бевте вратени назад во Македонија, односно не можевте да известувате од таму. По она што го видовте и по она што можевте да го прочитате, дали гледате причина за загриженост за вашата безбедност, за да бидете вратени назад? Па вака кој ќе видите, не. Меѓутоа, со 100% сигурност не можам да кажам. Меѓутоа, вака кој ќе видите на луѓе демонстрираат, протестираат, си имаат своји ставови за одредени прашања, јасно е дека имало тензии. Меѓутоа, не можам да предвидам до крај како би се однесувале кон нас. И на крај краишта како би се однесувале кога би не препознале или би не го познале јазикот или од кај доаѓаме. Колку овие протести во Македонија, кои што беа и во Грција, кои што се случуваат, еве има најави за нови протести во јули, може да бидат релевантни кога станува збор за расположението меѓу граѓаните во двете земји за надминување на спорот? Па јас за Грција слушнав коментари, сега дека овие последните не ги ценат како многу успешни, и бидејќи не биле масовни до тој степен колку што се надевале можеби и организаторите или проценувала јавноста дека ќе бидат. Така да не знам какво влијание тие би имале, мислам дека не пресудно секако не врз политиката на владата на Ципрас или на опозицијата во однос на преговорите за прашањето на името. Во Македонија, например, протести од таков калибар речиси да немаше во изминатиот период. Ако не ги рачунаме ние стотина луѓе што од време на време излегуваа. Дури митингот на опозиционата ВМРО ДПМН што беше, не беше со чист презнак дека они протестираат против преговорите за името со Грција. Тоа беше протести за економските политики на владата, тоа беше протести за многу други прашања, меѓу кои они го искажа и својот став дека се противат на уставната промена на името. А не на општ договор? Да. Што е за различно од... Да, што е различно од она што, например, го гледаме во Грција, кога протестираат, каде што се малку поагресивни, каде што воопшто не сакаат да слушнат во името на нивниот северен сосед да стои името Македонија. Така, но сосема известно е дека тензиите растат како што се приближува тој договор, еве, барем според информациите кои што ги добиваме. Колку според вас сме навистина блиску до решение? Тоа е тешко да се предвиди, бидејќи информациите се доста контрадикторни, бидејќи некои велат дека ова е денот Д, каде што би требало да се донесе одлука, па потоа
премиерите на двете земји нели да разговараат телефонски или да закажат некаква средба во наредниве ден-два. Тоа се поврзува со датумите што се приближуваат за Европската унија, за самитот на Европската унија, каде што треба да се донесе одлука за почеток на преговорите на Македонија. Контрадикторни се вестите, бидејќи од грчка страна слушаме вести дека е договорено такво име на македонски, од наша страна некои медиуми излегува дека тоа име конкретно се шпекулира со Северна Република Македонија, дека ќе било на кирилица, дека јазикот не бил македонијан, туку само македонски со кирилична транскрипција. Меѓутоа, никој не ги потврдува официјално нити во Грција, нити во Македонија тие информации, така да се е тоа на ниво на шпекулации. Имаше во текот на овие преговори имаше големи успони и падови, големи оптимизми па песимизми. Така да можеби и ова е само голем песимизам пред конечната одлука. Токму во таа насока и сакав да ве прашам, бидејќи се чини дека повеќето од информациите македонските медиуми ги цитираат грчките медиуми кои што се повикуваат на своји владини извори. Колку за ова можеме да ја обвиниме, да речеме, владата за нетранспарентност или пак можеби за предпазливост во процесот? Па ја не би обвинил ни една влада за нетранспарентност која станува збор за вакви преговори. Меѓутоа, мислам дека станува можеби за неснаодливост во односот према медиумите или во начинот на кој сакаат да спроведат нивната политика. Да речеме тоа, грците го прават многу повешто, ако сакаат да опипаат некакво решение можно кај нивниот дел од народот или да пратат некоја порака до Скопје, они знаат тоа како да го достават до медиумите. Кај нас, нашата влада се затвори 99,99% кон медиумите кога станува збор за информации, со таа разлика што за волја на вистината се одржаа два брифинга од страна на премиерот. Меѓутоа на тие брифинзи не се кажуваше детали, не се кажува можни варијанти, него фактички тоа што веќе на некој начин го знаев. Тоа е проценка на владата во Скопје. Ја не би им се мешал како они ценат, како ќе тераат понатаму или до кога ова ќе видиме. Така, токму вие, Радио Слободна Европа, пред малку објави вест, повикувајќи се на грчки медиуми, дека ситно се брои до телефонскиот разговор помеѓу премиерите Заев и Ципрас. Какви се очекувањата ваши со оглед на тоа што еве го следите процесот и будно ги очекуваме тие резултати? Не би прогнозирал. Јас, ако извлекувам некаква поука од овие, од кога почнаа преговорите до денес, мислам дека ќе дојде до договор. Бидејќи се правеа, реков и преска, големи оптимистички успони, па потоа падови, песимизам, па нема решение, па некако имам такво чувство, меѓутоа тоа не значи ништо. Такви се информациите кои што кружат во медиумите, дека сосема известно дека до договор ќе дојде и дека останува нели името кое што се уште не е потврдено ниту од двете страни. Имавме можност да слушнеме неколку различни предлози. И дали на крајот би можеле да очекуваме некој од овие предлози да биде само утврден или пак можеби ќе им истекне нешто креативно да не изненади сите како што беше впрочем и Линденска Македонија? Па имаше разни спекулации дека можни и други решенија. Мислам, медиумите веќе ги објавија. Меѓутоа, мислам дека ќе се држат до оние три предлози на Нимиц, на посредникот на Обединетите нации. Се чини се најприфатливи за двете страни. Па не знам колку се најприфатливи за двете страни, меѓутоа тоа е сепак нешто што е за кое многу подолго се преговарало. Македонската влада направи еден обид со Илинденска Република Илинденска Македонија. Тој не помина колку што знаеме барем. Така да и не очекувам тој веќе ни да е на маса и според официјални изјави на грчките представници на министерот Коцијас дека не е на маса. Нашите не велат ни да ни не. Така да се враќаме пак на истата ситуација која дознаваме само од еден избор. И да ги очекуваме официјалните информации по разговорот. Јас тука би ви се заблагодарил за вашето гостување и исто како и останатите гости би ве испратил со подарок книга од нашата Санта Аргирова, новиот политички трилер Времето на Перонов. И уште еднаш ви благодарам што бевте дел од Студио 1. А вие, почитувани, останете натаму со нашата програма. Сега следува прилогот на колегата Владко Чаловски со последните детали околу преговорите за името и телефонскиот разговор помеѓу двајцата премиери кој што се очекува да се случи.
Преговорите за името се во крајна фаза, а се чека на телефонскиот разговор помеѓу премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас, кои според најавите треба да ги детализираат последните разлики помеѓу двете земји. Повикувајќи се на своји извори, грчките медиуми прогнозираат дека телефонскиот разговор би можел да се случи во следните денови, иако веќе помина недела дена откако беше најавен. Во однос на името и покрај тоа што ниту македонската, ниту грчката страна јавно и официјално не соопштуваа дали постои договор, медиумите во Грција веќе неколку денови тврдат дека е договорено Република Северна Македонија. Ако се земе в предвид разговорот на вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи на денешната средба со високата представничка за надворешни работи на ЕУ Федерика Могерини, земјите никогаш не биле поблиску до решение. Имаме сериозен напредок и како никогаш порано двете земји не биле поблиску до решение. Наредните часови може да бидат клучни за исходот од преговорите и се надевам дека евентуално позитивниот исход ќе создаде атмосфера за продлабочување на односите меѓу Грција и Македонија, како и услови за забрзано продлабочување на евроатланската перспектива на Македонија. Османи на средбата информирал за остварениот прогрес во односите меѓу Република Македонија и Република Грција, изразувајќи задоволство од постигнатиот напредок во затоплувањето на односите, имплементацијата на мерките за градење доверба, деескалацијата на политичките несогласувања, но и задоволството од напредокот во разговорите околу спорот за името. Според она што е познато во јавноста, ако не се случи некое поголемо изненадување, Северна или евентуално Горна Македонија ќе биде сложеното име што ќе биде основа на договорот, кој најдоцна до недела треба да биде потпишан. Со договорот, Грција ќе добие решение за севкупна употреба на името, а Македонија за чувување на македонскиот идентитет и јазик. Она што потоа би било предизвик за Заев е да ја добие поддршката која засега ја нема од председателот Ѓорѓе Иванов и лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски во однос на евентуалното решение. Референдумот е најсилната карта на Заев, ако се земе в предвид дека за било кое решение ќе се бара мислењето на граѓаните.